Сатнам, Сатнам, срекна полна месечина за сите. Јас сум Харипалкаур Кристина. Редовно се собираме во нашите медитативни кругови. Правиме медитација за време на полна и млада месечина и редовно правиме 40 дена медитативни предизвици. Се вклучуваме во енергијата што ни е достапна токму сега, во овие мигови. Ни се случува полна месечина, денес 17 јануари 2022 година. Месечината е во знакот на рак. Спротивно од месечината е Сонцето и Плутон во знакот на Јарец. Ова е најженствената, најкреативната, може би и најинтензивната полна месечина. Влијанието го чувствуваме веќе една недела, како што се гради енергијата на полната месечина, така чувствуваме се поголем интензитет и со исполнувањето на полната месечина имаме можност овој интензитет да го пуштиме и да бидеме подлабоко поврзани позади реактивните емотивни одговори на нашето рането емотивно тело. Што значи за нас, додека е месечината во ракот, и како најдобро да култивираме поврзување со оваа прекрасна женска наша креативна енергија, е главна пракса во нашата денешна светба. Месечината е во рак. Ракот е владеен од месечината. Кога ракот е во месечина, односно месечината е во рак, ракот се чувствува удобно, бидејќи е дома. Можно е да се чувствува и интензивно, бидејќи сега емотивното тело е посилно, емотивното тело ни е разбранувано. Ракот е воден знак. Ги представува исто како и месечината, го представува нашето емотивно тело. Нашето емотивно тело е женскиот аспект на нашата душа. Заедно со земјата и водата, овие два креативни елементи го формираат женскиот аспект на нашата душа. Значи се поврзуваме со тоа што не доближува и со тоа што ја отелотворува нашата креативна енергија. Кои се квалитетите на месечината, кои се квалитетите на знакот, на ракот и кои се нашите лекции додека сме во сопствениот дом. А сакаме да бидеме во сопствениот дом колку што можеме најдолго свесни и присутни. Лекциите на ракот. Ракот е 7ми знак по ред. Бројот 7 го представува нашето електромагнетно поле. Се постои благодарение на електромагнетното поле. Се што гледаме и ние самите сме создадени од електромагнетно поле. Очигледно, ова електромагнетно поле континуирано вибрира и континуирано привлекува. Со што привлекуваме? Со содржината на нашето емотивно тело. Бидејќи од содржината на нашето емотивно тело најмногу се формира нашето електромагнетно поле. Голем дел од тоа што сме е нашето емотивно тело. Додека сме под влијание на ракот, го преиспитуваме нашето физичко и нашето емотивно тело. Овие се женските аспекти на нашата душа. Во нашето физичко тело чувствуваме. Што чувствуваме? Го чувствуваме нашето емотивно тело. Во нашата земја ја чувствуваме нашата вода. Каков е нашиот однос со нашето физичко тело и нашето емотивно тело? Можеме да се преиспитаме преку нашето расположение, преку нашите емоции, нашето чувствување и нашето подлабоко чувство за себе. Која е улогата на нашето емотивно тело? Нашето емотивно тело е линкот
женскиот аспект на нашата душа. Преку овој проток, ние се поврзуваме со изворот на нашата шакти. Изворот на нашата шакти е длабоко во нашата пештера, во нашите темни предели, во нашите непознати предели. Ракот не учи дека ако сакаме да допреме во длабочините на нашата душа, мораме да бидеме просторот и содржината на будност и подготвеност за да го култивираме ова искуство лично на доживување на длабокото себе. Примарната мајкина енергија потекнува од нашиот рак. Во нашиот стомак расте живот, расте плод, расте креативната енергија. Без разлика, ако сме жени, може и буквално во нашиот стомак да расте плодот, но и ако сме маж, во нашето тело расте нашата креативна енергија. Ракот не подсетува дека содржината на тоа што ќе родиме најпрво и елементарно, изворно се случува во нас самите. Како квачката што ги квачи своите јајца, така и ние ја отелотворуваме, ја формираме, ја држиме, ја негуваме нашата идеја, нашето бебе. Од содржината на нашето емотивно тело, тоа што ќе се роди, ќе даде содржината на новиот живот. Нели ова прекрасно? И сега нашата задача е да се преиспитаме која е нашата внатрешна содржина. Што е тоа што внатре создаваме, како создаваме и како тоа се создава надвор од нас. Нели, кога ќе го родиме детето, тоа дете ќе има содржина. Но која содржина ќе ја има, која емотивна обоеност ќе ја има, е одредено од тоа која емотивна обоеност или со што ние внатрешно се поврзуваме. А се поврзуваме со нашето емотивно тело. Има два аспекти на нашето емотивно тело со кои можеме, имаме избор да се поврземе. А тоа е со нашето рането емотивно тело, со нашето условено емотивно тело, или се поврзуваме со нашата длабока мајкина креативна енергија. И двата аспекти се креативни, бидејќи и од двата аспекти создаваме. Ние создаваме без разлика која и да е нашата состојба на свесност, дали сме заспани или сме будни, ние создаваме од тој аспект во кој што сме. Ако сме заспани, создаваме од нашето емотивно условено рането тело, ако сме будни, имаме можност да создаваме од изворната, автентична, креативна, мајкина енергија која секогаш се инволвира во сегашниот миг. Допираме во водите на нашата автентична креативност и создаваме од нашиот автентичен простор и имаме можност да се инволвираме на начин на кој не биле инволвирани нашите предци и нашите родители, само кога сме во допир со нашето изворно емотивно поврзување со изворот на нашата душа, женскиот поларитет на нашата душа. За да го сториме тоа, ние мораме да се најпрво да се соочиме со ранетото емотивно тело. Тагата, нашата депресија, негирање, оттргнатост, несигурност, страв, сите овие емоции се тука, горе на површина и не ни дозволуваат да влеземе во нашата пештера. Најчесто, уште на самиот почеток, кога ќе ја видиме пештерата, дека е темна и не знаеме што има внатре,
ние се враќаме назад. Колку поблиску сме до светлото, полесно ни е да се вратиме назад, отколку да влеземе. Бидејќи влегувањето значи, мораме да се соочиме со овие ранети емоции, за да можеме да се ослободиме, за да можеме да бидеме повеќе од тоа што сме. Сега некој од нас прави и чекор понатаму, ќе навлезе во емотивното тело, но тука наидуваме на уште поусловени стравови, уште поголеми порти, кои на почетокот делуваат страшно. Па често пати многумина од нас, додека уште го гледаат отворот на пештерата, се враќаат назад, се враќаат во безбедната зона на емотивното тело, но оваа безбедна зона е само привидно безбедна. Колку сме подалеку од нашата изворна креативна енергија, толку е посилна болката на емотивното тело. Не може да биде избегната. Зашто овој глас е силен токму поради нашето оддалечување од себе си. А како сме оддалечени? Како се оддалечуваме од нашата длабока пештера, од нашата вистина? Оддалечени сме бидејќи денеска најмногу од нас живееме во умот, живееме во мислите и никогаш не сме биле воспитани ниту од родителите, ниту образовниот систем, ниту од духовниот систем да се поврзаме со нашето тело, нашите емоции и нашите чувства. Патриархалното редување не учи да се сакаме себе си, да го сакаме телото, да ги сакаме емоциите. Ние сме воспитани да делуваме во светот, да бидеме добри за другите, да помагаме на другите, да работиме за да постигнеме, да работиме за да создаваме, да бидеме ориентирани континуирано во некој си напредок кој секогаш праволиниски не води кон напред. Чувствата, емоциите, ова е нешто што само не влече назад и најдобро е да биде одбегната. Остануваме во оваа фабрикувана реалност која ни е понудена да живееме заглавени се до оној момент додека свесно не се инволвираме и свесно не ги напуштиме овие верувања кои ја го ограничуваат нашето искуство од нашата внатрешна реалност. Нашата внатрешна реалност не го зборува тоа. Напротив, целата наша креативна енергија е во женскиот аспект на нашата душа, која е циркуларна енергија, која е вортекс енергија, која никогаш не застанува. Ова е проточна енергија и се случува во инстинктивното себе, во интуитивното себе, кое нема глас како што има глас нашиот ум. Да повторам, кога сме заглавени и го доживуваме животот преку тоа што мислиме и тоа што ни е кажано, ние сме оддалечени од нашата женска природа. Ние живееме во светот на фантазиите, во светот на верувањата и во светот на убедувањата и колку подалеку сме во тој свет, толку повеќе страдаме емотивно и болката на нашите емоции е погласна и посилна. Што правиме за да избегнеме болка и за да го избегнеме нашето рането емотивно тело? Наоѓаме уште повеќе забава во надворешните активности. Ако не ни е добро, се јавуваме на пријател. Ако не ни е добро, сакаме да си купиме нешто. Ако не ни е добро, сакаме да смениме работа.
Ако не ни е добро, сакаме да смениме партнер, сакаме да ги смениме сите надворешни околности, за да се чувствуваме подобро. И во ред, и ние ќе ги смениме. Но промената на надворешните околности не ни дава сатисфакција, бидејќи нашето емотивно тело не може да биде залажано со нашите надворешни уредувања. Никогаш емотивното тело не посакува нешто што е надвор од себе. Ракот сака да биде дома. Ракот се чувствува удобно во својот дом. Нашето емотивно тело се чувствува безбедно и сигурно во собствениот дом. Кој е нашиот дом? Нашето рането дете, нашите ранети емоции? Не, овде се чувствуваме уште понесигурни и уште поранливи. Но за да преминеме во длабоката пештера, мораме да прифатиме тоа што се има случајно. Тоа што веќе го чувствуваме како болка. И токму затоа одењето во пештерата може на почеток да биде застрашувачки, бидејќи овие наши неметаболизирани емотивни доживувања никогаш не биле прегрнати, никогаш не биле препознати, никогаш не биле згрижени. Нашето човечко искуство е преполно со емотивна обоеност. И тоа не е грешка на природата, тоа е протокот на природната интелигенција. Но нашето отсуство од чувствувањето е тоа што ни нанесува болка, а нашите емоции сами по себе никогаш не ни нанесуваат болка. Нашата оттугеност од вистинското себе ни нанесува болка. Тука сме да се отвориме, да влеземе длабоко во оваа темна пештера, непозната пештера, шакти енергија. Се е темно, се е длабоко, како зимата. Дали ја сакаш зимата? Прекрасна е. Какви квалитети има во зимата? Денот е мал, ама ноќта е голема. Не е ноќта голема, темните делови од денот се големи. Што се случува? Јас имам приметено, посебно сеот кога сме во преспа. Се повеќе ја сакам зимата. Кога ќе дојде стемнувањето, ми се отвара цел поинаков простор на инспирација. Се чувствувам удобно, креативна сум, безбедно ми е, прекрасно е. Ова е нашата женска енергија. Од овде создаваме дела, од овде сликаме, правиме музика, создаваме нови генерации. Ако сакаш да видиш што создаваш, погледни во новите генерации. Ако сакаш да видиш што создаваме, погледни во нашата уметност. Дали е на рамките на површноста? Те сакам, ме сакаш. Секоја втора песна е те сакам, ме сакаш. Секоја втора слика почнува најчесто да изгледа како минатите 100 на авторот. Зошто е тоа така? Бидејќи остануваме на површината на нашето емотивно тело. И таму нема место за автентична креативност. Местото за автентична креативност е секако и секогаш длабоко во пештерата. Но не мора да сме инволвирани во уметност, може тоа да биде нашиот секојдневен живот. Како го носиме нашето дете? Со која содржина расте во нашето тело? Е исто и со нашите секојдневни работи што ги правиме.
Која е содржината на тоа што го правиме? Која е емотивната обоеност? На отсуство и оддалеченост од изворното автентично креативно себе? Или на длабока вкоренетост во стабилниот, сигурен простор на нашето емотивно тело? А сигурниот простор е секогаш најден во длабоката, креативна, проточна енергија, женскиот поларитет на нашата душа, освестен, инстинктивниот аспект на нашата душа, на нашата свесност. Имаме интуитивен аспект, тоа е гласот на нашата бистрина, на нашиот ум, и имаме инстинктивен аспект кој ни ги соопштува пораките на нашата креативна изворна енергија. И не комуницира вербално како што комуницира нашиот ум. Нашето тело комуницира поинаку. Комуницираме преку тоа како чувствуваме. Тоа е комуникацијата помеѓу себе и себе. Како чувствуваш? Што чувствуваш? Дали чувствуваш? Дали сме внатре? Дали сме присутни? Дали си во домот? Во физичкото тело е нашиот дом, земјата. Но се случува уште подлабоко во нашето емотивно тело, водата, нашиот рак. Во водата се случува протокот на животот, а нас не е овозможено да го чувствуваме благодарение на физичката содржина. Прекрасна е природната интелигенција која континуирано не создава, континуирано не движи. Водата сака континуирано да движи. Водата не застанува. Но ние сме тие кога нашето емотивно тело е цементирано и кога немаме пристап до овие проточни води, ние се чувствуваме заглавени во истата содржина. Истата содржина која е формирана во раното детство, во утробата на нашата мајка, тие мигови кога ние сме се почувствувале повредени, мигови кога сме чувствувале дека не сме доволно прифатени и сакани, бидејќи ако нашата мајка немала будноста, евентуално будноста нема ни детето. Будноста за припаѓање. И сега тие мигови ја формираат нашата реалност. И ние држиме истата емотивна содржина. На 15 години, на 30 години, на 50 години, на 70 години, се уште реагираме на истите емотивни предизвици. До кога? Додека не допреме во нашата автентична креативна природа. Како допираме? Легуваме преку пештерата, која колку и да изгледа темна на почеток, знаеме дека тоа што е тука за нас, секогаш е тука за нас. Не е негде далеку. Тоа се добрите вести. Добрите вести се што секогаш е тука за нас. Емотивната сигурност ја наоѓаме преку култивирање на длабоки чувства кои не поврзуваат со нашата креативна енергија. Како го правиме тоа? Денес се вклучуваме во нашиот простор и го правиме тоа на овој начин, кој го правиме тука заедно. Те поканувам, се вклучуваме со Ади мантра. За тие што сме нови, мантрата е под видеото. Се вклучуваме со 3 пати чантање на Ади мантра и потоа сме во нашиот натрешен простор, култивираме длабоко поврзување со женскиот поларитет на нашата душа. Седиме исправено,
u bilo koja položba во која можеш да седиш исправено. Затвори очи, рацете во гиен мудра. Релаксирај се. Седи удобно. Нема оптеретување во седењето, орбитниот столб е висок. Клуч на брадичката, градите отворени. Обрни внимание на природното дишање. Релаксирај во очите, вилицата, устата, носот, ушите, черепната коска, вратот, белите дробови, стомакот. Вдиши длабоко. Издиши. Диши. Издиши. Диши. Издиши. Протри дланките со активирање на дланките и активираме енергијата на нашата месечина и нашето сонце, нашата вода и нашата земја. Сега додека сме во оваа полна месечина, таа енергија ни е достапна на јарецот, ракот и секако сите аспекти кои ги формираат со другите планети во овој период. Со звукот активирај кај третото око во центарот на главата. Диши длабоко. Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah. Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah. Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah. Дыши глубоко. Повлечем убанд. Фокус на трето око.
Издиши, 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 издиши. Ослободи ги рацете и неколку мигови чувствувај во твојот внатрешен простор. Поврзи се со твоето емотивно тело. Препознај во себе што чувствуваш, идентификувај како се чувствуваш, без да мислиш. Диши. Издиши. Врати се назад. Која е првата емотивна содржина што ја чувствуваш? Дали чувствуваш дека си блокиран и секогаш во истите околности, или се чувствуваш во проток со огромната универзална вода? Ако сме биле, многумина сме биле на Вештачко езеро, има брана. Кога нашето емотивно тело е заглавено, се чувствуваме како да има брана. Водата е стопирана и секогаш е иста емотивната содржина. Има варијации на тема, има приказни околу тоа, меѓутоа е секогаш содржината е иста. Кажавме, за да бидеме ослободени од овој емотивен затвор, сакаме нашата енергија да се движи, нашата вода да биде во проток. Со денешната медитација, ние го активираме нашиот проточен, циркуларен, креативен аспект на нашата душа. Ослободуваме во оваа огромна вода, која има моќта да абсорбира и да ја неутрализира нашата стагнирана енергија. И ова длабоко активирање не отвара во нашата длабока пештера. Правиме спинални ротации. Најпрво ги правиме во тишина и потоа ќе чантаме ад гурей наме лево, чугат гурей наме напред, сад гурей наме десно, сири грудей вей наме. Најпрво го активираме нашиот внатрешен проток. Потоа во овој внатрешен проток, штом се чувствуваме доволно безбедни, го осигуруваме нашето внатрешно место во себе со мантрата Ад Гурей Наме. Ад Гурей Наме, чантањето на Ад Гурей Наме ни овозможува да се чувствуваме безбедни во себе. Гради околу нас златен штит и во овој штит ние сме во нашиот внатрешен простор и се чувствуваме заштитени. Ад Гурей Наме, се поклонувам на мудроста која уште на почетокот. Джугат Гурей Наме, се поклонувам на мудроста низ годините. Сад Гурей Наме, се поклонувам на вистинската мудрост. Сири Грудей Вей Наме, се поклонувам на големата мудрост, на непознатото, на тоа што е креативната енергија. Ова не е нешто надвор од нас на кое се поклонуваме, ние се поклонуваме, односно се предаваме во изворното себе. Тоа што е бескрај, тоа што од секогаш било и од секогаш ќе биде. Тоа е нашиот вистински идентитет. Нашето конечно себе се
Препознава во нашето бесконечно себе. Тоа е ад горе и на ме. Не е ништо надвор од нас. И кога ја чантаме, кога ја кажуваме, ја проектираме околу себе. Од лево кон десно, цел обрач, златен, визуализираш како што ги правиме спиралните ротации, визуализираме како енергијата, фреквенцијата на ад горе и на ме во нашето електромагнетно поле гради фреквенција која не хармонизира со фреквенцијата на будноста, фреквенцијата на свесната божествена креативна енергија. Најпрво ќе активираме со Breathe of Fire, односно тие што сме во циклус или сме премени, ќе правиме долго длабоко дишење. Додека правиш Breathe of Fire или долго длабоко дишење, чувствувај активирање кај папокот. И во еден миг јас ќе кажам кога ќе почнеш да правиш внатрешни движења со папокот во стомакот, внатрешни кружни движења со папокот во стомакот, за во еден миг да почнеш да правиш и надворешни кружни движења, кои почнуваат спинално, најпрво се мали околу рбетниот стол и потоа стануваат и подлабоки, за да го вклучат и електромагнетното поле. Потоа, кога ќе ме чуеш ад горе и на ме, да почнам да пеам, почнуваш и ти, остануваш во твојот внатрешен простор и ги градиш овие циркуларни кругови кои активираат нашата вортек женска енергија. На крајот, кога се враќаме внимателно како што почнавме, без во ниеден миг наеднаш да застанеме. Дури и кога ќе кажам повеќе не се движи, ти нема да застанеш наеднаш, ќе дозволиш телото природно да застане. Почнуваме Breathe of Fire или долги длабоки дишења во пременост или во циклус. Седи исправено. На Breathe of Fire активираш од папокот и активираш папочната енергија. Длабоките дишења допираат до долниот стомак и го активираат папокот и на вдишување и на издишување. Фокус кај третото око. Рацете во гиен мудра на колена, дланките испружени во лактите.
Обърни внимание на папокот, чувствува огнената енергија што се развива во папокот и почни кружни движења во папокот и внатрешноста на стомакот. Времени, без кружни движења во стомакот, ќе почнеш кружни движења во долниот дел на торзото. Сите заедно продолжуваме со нормални до долги длабоки дишења. Повеќе не правиме бритофар, почни кружни движења во внатрешноста на стомакот. Активирај папучната енергија. Штом ќе почувствуваш како слободно движиш во внатрешниот дел на стомакот, почни овие движења циркуларно да ги правиш со торзото околу рбетниот столб. Дозволи природно и спонтано да се развива циркуларното движење. Чувствувај во себе, не се грижи како изгледа вежбата од надвор. Ова е внатрешна вежба, ја активираш твојата циркуларна женска креативна енергија. Можеш да почнеш во овој миг и со подлабоки движења, во било кој правец е во ред. Види што е удобно за тебе, во лево или во десно.
ни мисли улабави се во твојот круг. Чувствувај се удобно во твојот внатрешен простор. На почетокот сме здрвени, но не се грижи, само продолжи. Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Siri Gurudevai Namah. Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Siri Gurudevai Namah. Уште подлабоки движења. Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Siri Gurudevai Namah. Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Siri Gurudevai Namah. Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Siri Gurudevai Namah. Adgurei Namah,
Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah, Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah, Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah, Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah, Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah, Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah, Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah, Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah, Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah, Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah, Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah, Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah, Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah, Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah, Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah, Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah, Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah, Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah, Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah, Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah, Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah,
Sri Gurudeve Namah. Adgure Namah. Jugadgure Namah. Sadgure Namah. Sri Gurudeve Namah. Adgure Namah. Jugadgure Namah. Sadgure Namah. Sri Gurudeve Namah. Adgure Namah. Jugadgure Namah. Sadgure Namah. Sri Gurudeve Namah. Adgure Namah. Jugadgure Namah. Sadgure Namah. Sri Gurudeve Namah. Почни по внатрешни кружни движения. Адгуре Намah. Jugadgure Namah. Sadgure Namah. Sri Gurudeve Namah. Адгуре Намah. По-близко кружни движения около орбитният стул. Jugadgure Namah. Sadgure Namah. Sri Gurudeve Namah. Adgure Namah. Jugadgure Namah. Sadgure Namah. Sri Gurudeve Namah. Adgure Namah. Jugadgure Namah. Sadgure Namah. Sri Gurudeve Namah. Adgure Namah. Jugadgure Namah. Sadgure Namah. Sri Gurudeve Namah. Уште помали движења и мантрата потивко во себе. Adgure Namah. Jugadgure Namah. Sadgure Namah. Sri Gurudeve Namah. Adgure Namah. Jugadgure Namah. Sadgure Namah. Sri Gurudeve Namah. Adgure Namah. Jugadgure Namah. Sadgure Namah. Sri Gurudeve Namah. Adgure Namah. Jugadgure Namah. Sadgure Namah. Sri Gurudeve Namah. Adgure Namah. Jugadgure Namah. Sadgure Namah. Sri Gurudeve Namah. Слушај мантрата внатрешно и намалувај ги кружните движења се повеќе кон центар. Не застанувај намерно, но немој да го продолжуваш ниту движењето намерно. Улабави го телото и дозволи да се прилагоди, да се хармонизира. Чувствувај го внатрешното движење. Повеќе не го движиш телото, ниту застануваш со намера цврсто. Активирана е циркуларната енергија на нашиот женски поларитет. Чувствувај го протокот, активен, околу орбитниот столб.
околу телото, длабоко извира од внатре, уште во карличниот појас, утробата на нашата мајкина природа. Чувствувај до врвот на главата и оваа вортекс енергија те втопува во твојот бескраен дом, во космичкиот океан. Чувствувај се во циркуларно движење со твоето електромагнетно поле. Не излегува од телото, остани буден внатре за циркуларната енергија околу арбетниот столб. Чувствувај како твоето емотивно тело се прилагодува и хармонизира во овој спокоен проток на енергија. Нашата вистина ја чувствуваме длабоко во себе, токму во овој миг. Остани буден внатре во телото. Циркуларната енергија не застанува. Ова е протокот на животот. Ние сме живот, ние сме во проток. Медитирај неколку мигови во единство со твојата проточна енергија. Чувствувај ослободување. Примети како се чувствуваш кога пушташ, кога не го држиш животот, животот не те влече надолу, кога рацете ти се ослободени и енергијата слободно тече. Се чувствуваш во проток со животот. Овој проток не е достапен токму сега. Во овој проток се хармонизираме себе си. Овој проток го негуваме. И во овој проток го активираме нашиот креативен, автентичен потенцијал. Чувствувај длабоко. Чувствувај без мислење.
Diši dlaboko. Izdiši. Прекрасно. Ова го работиме секогаш на нашите собири во женскиот круг. Нашиот женски круг е се за активирање на нашата женска енергија. Навистина се извонредни собири што ниедна од нас не сакаме да ги пропуштиме. Се случуваат неколку пати во текот на годината и ако следиш, јас секогаш објавувам неколку недели однапред за да се подготвиш и да дојдеш тука во преспа на нашите женски собири. Срекна полна месечина за сите. Чувствуваме дека се чувствуваме подобро. Тоа сакаме, се чувствуваме подобро, се чувствуваме задоволни, се чувствуваме сигурни и се чувствуваме безбедно. Безбедни во нашето емотивно тело и безбедни да живееме нашата автентична природа. Овде го заокружуваме нашиот медитативен круг, протри дланките. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on, guide your way on. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Љубов за сите, мир за сите, светлина за сите. Сат Нам. Ако сакаш да ослободиш повеќе од тоа што те држи заробен во шаблоните на емотивното тело, имаме прекрасен курс, нов почеток, во кој можеш да се вклучиш во секој миг. Часовите се 2 пати во неделата и секако најпрекрасниот курс свесна бременост, како мајки кога се ослободуваме од стегите и шаблоните кои ги носиме со себе, кои ги носиме од нашите родители, ние имаме можност да создадеме нов живот од нашиот автентичен простор кој е прекрасен, креативен и чист. За повеќе информации можеш да ми пишеш и да ме контактираш. Сат Нам.